време за оброкот на денот. А се подготвив и јас да помогнал во денешниот оброк, така што верувам дека ќе биде прво практично да го изгледате и да го применувате, а второ дефинитивно ќе ми биде интересно затоа што овој оброк ќе го правам со мојата прекрасна ценета колешка Тина Таутовиќ. Заврти на Телма, црвена линија, уште што имаш? Само на Телма по потреба и топ тема и утринска кога ќе затреба. Вести уште не сме прочитали, Тина. Знаеш ли како не викаат мене и тебе, вака како ќе не видат? Како? Фрида и Ескобар. Фрида и Ескобар, па добро. Тоа е тоа. Гответе со Фрида и Ескобар. Така е, да си направиме живели. Зошто? Ова не е дека не можеме да издржиме, нели, живели да направиме за крај. Далеко тоа, ова е сега едно решение кое што ќе ви биде инспирација кога ќе заврши денот, а немаме каде да ви покажеме ако не тука. Немате време за готвење, а ви се најавија гости, така да ќе имате едно експресно решение, а верувам дека ништо нема да остане на чинијата, па ни са бајлево живели. Така е, имате некакви намирници по дома, имате винце, нели, за да си се опуштите, да си наздравите, не мора гости и за дома, така? И за дома, па да. Сакате, нели, со саканиот саканата си седнувате, сакате малку да се опуштите со винце, ама чекај виново, како викаме, на голо не иде. Не иде, Треба добро малку за филмска ноќ. Значи ова е и романтично решение, особено за оние кои што не знаат да готват, така да еве такви солуции, ама во секој дел од денот ќе ви биде вкусно. И што е најбитно, брзо оди. Не бара многу време, брзо се подготвува и секој може да го направи. И многу е важно еве вака да ви израдуваат како нено и да има тостер во студио, па најважното бидејќи многу го минува вкусот кога е печено лепчето. Тоа е и поентата. Го минува, а и поише бара. Јас малку избегнувам да биде печено, пошто немам осет, нема стоп. А, нема добро, ја реков, како немаш осет да печеш леп? Не, немам осет во јадењето, во печење. Немој само да ми ги изгориш. Немој само да ми ги изгориш. Приметуваш дека од кога почнавме цело време ни викаат раздвоите се. Нема да се раздвоиме, кадарот со двајцата нека ви биде. Само нешто ни викаат, тргнете се. Како да се раздвоиме? Нема да се раздвоиме, седни си до мене, остај ги овие, нека викаат. Значи кога готвите ќе се раздвоите, еве во домашни услови. Не за друго со ножав да можете да работите. Чак. Добро, Тинке. Епа да си почнеме, па спонтано ќе си правиме мувамет, нели, и за работата малку, и за денот, и генерално, а највеќе за јадењето. За јадењето, па добре, ја не правам многу храна за птици, така да кај мене се јаде. И во мојот дом се јаде и генерално и јас... Не, дома не ми се јаде воопшто, мислам, имам спортист дома, ама да речеме, не знам, нешто не сум импресионирана многу кога е со многу семчиња, менчиња, знаеш, веган варијанти, али ова е одлично, сега ќе видиш и зошто. Така е. Да мене сватат погрешно, никого не осудуваме, секој си има избор како сака да се храни и така натаму. За мене се изборувам затоа што и многу сакам брзи решенија. Значи, на социјалните медиуми во светот апсолутно ти даваат идејни решенија, па дури и за десерти кои што се од две намирници, банана и какао, и вие добивате мус торта, тоа е невидено. Добро, ја разбирам дека имаме динамично време, тоа од утринава го збориме, нели? Добро. Се ни е некако во Не ми јасно брзање. зашто порано тортите се правеа со 12 јајца. Затоа што таа торта, бе, Тина, е торта. Ова не е торта, ова е мучкалица. Кажи ми, дали тебе тој оброк кој што го гледаш на социјалните мрежи со две намирници ти е поубав од сарма со виткано, посветено внимание? Муаветот ми е дека не секогаш што брзите оброци може да се направи сега убав почнуваат ручек. постите. Еве, јас ќе кажам, почнуваат постите од понеделник, што значи кога си лимитиран, значи не можеш да јадеш ништо што е од животинско потекло, а особено ти е слабост благо, има совршени постни решенија кои што се од 2-3 намирници, ќе заменат пошто страдаш, например, торти од многу лешници. Меѓу другото и овој рецепт е токму таков, така ли? Да, ова е сега рецепт, значи ова е и посебен рецепт, но не премногу со оглед на тоа што има пармезан. Тоа во постите не, но секако е одличен, во смисла многу здрав е. Во секој случај е здрав, со оглед на тоа што има во составот свој димен лосос. Многу е важно, значи, да ги подпечете лепчињата и секако да не претерате да бидат претврди, изгорени и така натаму, бидејќи тоа апсолутно го менува вкусот. Дури ако е вака лебот не испечен, исто и тоа го менува вкусот, значи нема да биде ефектот ист. Така да благо подпечени лепчињата,
Дали сакаш да спремаме директно на благо додека за колку време ви пече тостеров? Зависи струјата колку ја користиме, пошто овде има многу рефлектори. Со запалка, на иста ако не- фаза сме. Има решение. Малку ни е послаба струјата. Нино, ние сме генерација, се направи сам, па може еве и со запалка, да речеме вака од Викаш, може? Може, па да. Добро. Брзо ќе бидат, така да не се закире, имаме време за се. Ајде да Ионака ни отвориме е ова, брза имате ли рецептата. ножици? Подготвити намирници, ножици не користиме ние Ајде. ножици. Чекај во алатот да се видам овде, ова ми е алатот, знаеш, секој си има свој алат. Исто е многу пожелно да имате маж во кујната кој што ќе биде задолжен за исечи, пресечи, За алатот, испечи. за алатот. За алатот, така. Добро. Еве, исечи, пресечи, ќе пресечеме. А зошто да сечам кога ова само се кине? Добро, еве, тебе ти оставам. Добро. Еве, повелете. Добро, тоа е за на Пармезанчето. крај, тоа Добро. не ни треба сега. Почнавме од Важно барем крајот. да се Добро. подготвиме додека чекаме. Ова е песто, значи Песто. еве за овој рецепт што ви е потребно. Потребно ви е пармезан. Добро. Значи, вие можете, ако имате дома и парче пармезан, да изреднете ситно, значи не мора дека треба баш ова да се земе. Песто и секако димен лосос. Еве, можеме и димениот лосос да Да го го отвориме и да. да си подготвиме се, така. Да, и она што пази прстот. Не се секира. Како тргна, ќе Не јадеме се димен секира. прст. Лосос со прсте. Со прсте. Со прсте. Со прсте на Малку око. прсте, да. Да, пилешки прсти. Пелешки прст. Прсти не видов. Ете така е. Добро. Лососче. Океј, ќе оставам уште малку за да биде убаво. Нели Да, да да фати видам боичка, дека- да зарумени. Да, Не да се секира, ова зарумени, ми е да, и пробано, да ова. добие Знаеш како шмек. чуваме ова во канцеларија? Да, Таму највише се користи. се користи. Си Така, печете да. лепчини. Да. Па Тоа ја би отима да најпрактична ставам варијанта. на бирото за црвена линија. Так, 2 секунди и скачаат лепчини. Добра ти е таа финта. Па после со лепчињата што ќе им брееш? Инаку Ќе ги интересно е делиш во дека тркалото. да, интересно дека ова е една солуција која што нено ќе ти помогне многу ако имаш гости, да речем. Ти доаѓаат ненајавени, драги ве доаѓаат од некоја друга земја, знаеш сите си селени и ти си затечена, сакаш тоа да ти изгледа фенси, да е едноставно, а и не е многу скапо. Не е страшно, не боли по джеп. Значи тркнуваш, ловиш лососче, го димиш. Го димиш, тоа на вардар или лосос? На има? вардар, да. Види, може некој си чува дома во аквариум, во Да, када. да, Лососче. секако да. Пирана на жар. У денешно време више не знаеме што се прави, така Ти ли? чуваш, имаш милениче? Имам куче. Како ти се вика куче? Куки, Куки, да. Колачи. колаче. Да. Уште колку треба? Ти кажав ја, Добро те. слаба не е струја. Слава ни е струта на ефтина, дека не е па е посла. Исклучете 2-3 камери да се појачи. Струја така може. Не, нешто ми е интересно, значи во недела побрзо скокаат. Ево недела побрзо свет скока. Денеска е работно време. Се Сакаш пече ли? да си во кујна многу? Љубител Да, си на сакам, да. готвење? Да. Така? Да, ама, например, не знам, многу ти реков ме импресионираат некои работи што никогаш не сум сонувала дека може да се направат. Она што ме фасцинира, има еден профил на Инстаграм, детето, момчето има 14 години. Значи, не ми се верува како готви малиот, еве од него дознав што да правам, не знам се, дека, например, може да се прави домашна паста, дали никогаш тоа си правил? Дома? Сам дома, да. Што убаво ми ги испече, Ете ти кажав ја. Значи, Трпение, лепчињата ма, еве во домашна оваа форма паста се... од 14 годишно дете. Сега што е важно, значи... Тина, доврши го муабетот. Чекај, важно е да не добро. ме гледаат што прва може ќе добро, прават добро, дома. добро, ќе прават. Значи, кога ќе излезат лепчињата од тост, немојте веднаш да мачкате песто, бидејќи се жешки лепчињата и ќе делуваат на квалитетот на пестото, значи Ќе го обарат. Ќе го обарат, да, и Нема ќе да го убаво смена вкусно. целосно вкусот. Значи, Сега чекаме да јас се што овладат. сум открила, зашто вака ќе гледам чудно на гледачите, но со 4 јајца, значи брашно, се меси, се става малку да стаси, потоа на една машинка се вадат таљатели, верувал или не. Така да ете тоа би сакала да пробам некогаш дома да направам домашна паста. Може, па ако испадна рецептава,
Дојди. Да, еве песто се знае, еве брзо решение. Ние овде колбаси правиме па за паста сега. Па нели немате кај да пршите, ве колбаси сте правеле, па док ти Ама вие бе специјални. Ги на суво. полневме и се држат таму неколку дена, се заборев, треба да видам рецептава. Да имаше тука рингла, што ќе правеше колешката На твоја. промаја се слушат. Добро, еве сега, нели, Укочени. имам пријателка која вели јас јадам и со око, што значи многу и е важно да е И тоа слабичка е убава. сигурно, така? Па сега е. Пошто јаде со око, јас многу не со око. Значи има зошто се декорира. Урокливо око, може да... Урокливо око. Кој има овде урокливо око? Да не речам ја нешто ако ме урочите. Не знам се, на друго ми отиде главата да не се смееме сега после. Ете, уште малку ќе испечеме. Ти можеш оваа дозичка една да правиш? почнам да ја правам? Јас Ајде. кога ќе почнам овде нема крај. Немој да ми правиш пекара. До црвена линија ќе печам. Каде? Ево овде ќе трошки. Слободно како дома. Значи, од кога ќе се испече лепчето и веќе е ладно, но немојте да го ставите да е престудено. Тоа е најдобро да биде оладено целосно. Па да направиме едно непечено. Нема да биде убаво. биде Брашнасте леботи го веруваме. Ако сакаш ти можеш да направиш. После. Еве вака се нанесува песто. Инаку пестото само по себе исто си има пармезан, рукола, маслиново. Многу е добро, можете да го направите и домашно. И тоа само со толчник. Значи се зима руколата, се толчи, се става лукче, се става пармезан, маслиново и се толчи додека не се направи оваа смеса. Вака сега, додека го правиме со леното, рековме дека ќе изненадиме и ќе ги шокираме гледачите и со благо. Да, благо, ти инсистираше на благо, ја не се побунив. Што би рекло, веќе е време да го стартуваме и благото. И благото. Значи, за соленово кажавме што, пестото се мачка, одиме после со нели, лососот Така, за и од благото- згора со пармезанче. Тоа е Да. тоа, кога ќе биде готово, ќе го видат. За благцево, како викаш ти, 2 состојки? 2 состојки, блакцето ви од 2 состојки може и 3. Ние ќе го направиме да биде и со 3. Добро. Што никој... нашево имам луксузно најдобар блакце. другар кој што е готвач и она што сега го сум го послушала дека секогаш добрите состојки, ако има добри состојки како што е оваа приказна, не може да биде лошо. Еве, готово ти овако Добро, хлебот. мене ми треба се... Ова Овде да сече рековме- добро или треба со големиот нож за лосос? Се би требало да сече и тоа добро. Лешнициве, така, да ги смелам пола. Да, пола смеле ги. Пола, ќе ги ставаме Чекај да цели. видам. Што ќе правиме? Бомбици. Бомбици Слушам со малце да се- мелени бисквити, Печен лешник, печен лешник и мармалад. мармалад. И сега И после валкаме во што сакаме. во што сакаме, да. Најдобро јас многу би сакала и да можевме да ги потуриме со чоколадо. И јас би сакал да ги потуриме, Или ама чоколадни не трошки, ама тоа... Го потуривме на друго место чоколадото. Така. Сега, бидејќи мора да сте нежни со лососот, тоа вака некако изгледа. Тинке, ја умеѓу време овде да го ставам ова цело. Да. Во бисквитите мелени, Да. така? Добро. Инаку мене, морам да кажам, размислував што, за да биде брзо, за да го соберам и со овој рецепт. И јавно ќе кажам голема благодарност до моја комшика Ивана. Ме спаси. Да. Добро. И мармалад колку? Значи сега ќе ми пазиш со мармаладата, но што е најважно, јас секогаш од око правам, за да не биде нели претечно, односно прелепливо и да доминира мармаладот. Ова да не ти е многу плазма, измешај од смесата, овде измешај, да ставам. па префрли тука, да. Некако многу ми е плазма. Стоп. Полека. Ете. Добро. Леле овде лешникот. Добро, лосос со лешник и плазма. Нова рецепта, ново изненадување. Добро, ставам колку мислам. Чекай да видам колку мисли, стави уште малце. И сега тоа треба да се меша и додавај полека. Стави Кому уште ќе му една. припадне честа? За мешање? Па ако ме причекаш, јас ќе мешам.
Добро. Да не су премногу близко. Нема да не раздвоите така да... Тоа е тоа. Значи, а јас да продолжам со ова, пошто видов како се прави? Чекај сега. Добро. Ова е замрзнато малку. Значи, нормално дома ќе си почекат убаво да се одмрзне лососот. Како и да е, ако можеш, еве вака. Еве, тоа се ти е. Ти направи едно за покажување, другите ние не се закирајќи, ќе го одмрзнеме и ќе го изедеме. Чекаат горе, што сум направила да се пробва, Чекаат колеги. горе, да. Ето така. Одлично. Ово го ти излезе, ова е за покажување. Дај ми... Еве се снајдов. Така. Чекај вака. Така. И му пармезанче. Да. Повели? Ти целото вака го отвори, го пресеча. Да. Ја секогаш на кјошот за да имам контрол. Да се го спакуваш после. Просто има Не, едни контрол. практични такви Штипчи. штипчиња кои што не е никаков проблем после за затворање. Значи ова кој сака, ама неле никогаш премногу. Одлично. Чак. Чак. Само чак, ќе мора ваму. Кај митата. Кај митата. Еве ти да доправиш тука те молам. Ќе доправам после. Одиме сега на Благово. Ајде, мучкај, прави. Леле, дај ми малку водичка на лосовски мириса. Ајде јас тогаш, Ајде. да не мирисат на ово. Јас сакам. А со лажиче да измешаме да не се? Не. Не може. Добро. Добро, ствари, ај ќе пробаме. Ќе пробаме? Ние страв ќе немаме осет. Ама и ќе немаме време, тоа си бара Ајде, кој да нема време за мишење? Збори ми. збори ми за немање време. Јас сум за со рака, се извинувам. Раката на тато... Па сега, ако ја правите вака рецептата, прво е пожелно да го изедете првиот оброк со лосос, за да после не почувствувате дека, нели... Требаше можеби подлабок сад. Како дај нека не ве плаши ова. Еве ти длабок сад. Ако сакаш, имам ни овде услови. Чекај. Како би останале бомбициве, нели? И за јадење. За јадење секако, ја ќе Да си не земам, испадне. што мислиш? Да не испадне да ги исподсипеме лево-десно. Сега додавај ми. Додај ми мармалад. Уште? Да. Која количина, да речеме, полна лажичка? Уште Ова ќе си го, цело ќе си го сака. Што? Ќе се А, избрише, тие за не се бришење, секире еве, после. имаме тука- Има све. Ајде, Леле како Тинке. убаво мириса, го осеќаш ли леш? Одлично. Значи сега ме плаши ова како изгледа. Финишот е битен. Финишот е бомбица. Секако еве и за постите, оние кои што ќе постат, ја морам така да кажам, значи имате решенија и бисквити кои што не се со путер, со нели постни бисквити, постни, да. така да мармаладот е секогаш посен, лешниците постни и одлично. Сега. Добро, вака сега може да се Ајде. организираме. Чекај За сега, да може, лепливи се, за да ја погодиме рецептата, одиме со реклами. Не ќе ги направиме додека. Ние умеѓу време ќе правиме, а исто така Ивана умеѓу време има уште гости во Трискава, време тече, така ли? Добро, Така дека како што- сакате вие си бара кујната време. Марифетот е тој, а како ќе изгледа ќе видите за кратко, бидете така. Ajde, slušaj, kaleš vreanjo. Što tam bura sviri. Tamburata svira.
žolti cida Ajde, slušaj, kletobre turče, Ana mane biva. Несомнено е дека уживаме и ние тука во студиото со оваа преубава изvedба или волшебниот глас на Зарина Првасевда. Ајде, слушај Калеш Бреангио, или ако речам Евгенија Здравевска. И јас псевдонимот ми е прв и дури кога ти се јавувам по телефон велам Зарина како си, а не Евгенија, но добро, тоа го дискутиравме и во твоето минато гостување зошто и како е тоа така и верувам дека не е никаков проблем. Зарина, добро ни дојде во Утренска недела. Добро ве најдов. Фала ви многу што ми давате простор секогаш во ово прекрасно студио да кажам што имам за кажување. Да, и да ни кажеш да те слушнеме што има ново, но и да се потсетиме и да слушнеме како всушност ти звучиш, иако со твоите настапи оние кои што се твоја редовна публика веројатно често пати и уживаат. Има таква можност на крајот на месец февруари, за тоа ќе споменеме и што е ново или следно од тебе во периодот кој што е пред нас, така што имаме повеќе работи кои можеме да ги споделиме со нашите гледачи. Она кое што те карактеризира и сите тоа го знаате дека твојот глас преку кој што ја изразуваш и на некој начин ја промовираш па и презентираш традиционалната музика е нешто што е твој белег или твој печат и ти си по тоа позната. Веројатно треба да сме горди на такви луѓе кои што на некој начин ја негуваат таа традиционална музика, но знаат и да ја изведат поточно, да ја отпеат. Како ти по голем број настапи, по цела онаа визија за која што имаш и раскажувано и споделено во поголем број интервјуа назад низ годините, се да речеме си задоволна со тоа каде што си и на начинот на кој што го правиш. Прво, фала ви многу за комплиментите, зашто навистина е многу голем комплимент кога некој ќе каже дека се гордее со некој свој сограѓанин, особено за тоа што го работам. И јас сум многу среќна и горда, искрено испадна работава малце повеќе од колку што очекував, затоа што јас вистински сонував од дете за да го работам ова, меѓутоа не мислев, односно можеби недоволно верував дека ќе биде тоа мојата примарна професија и она од што ќе живеам, а на крајот на денот и во кој што ќе имам можност да работам. Задоволна сум затоа што го гледам од како публиката реагира и се совпаѓа со тоа што јас го верувам, односно го сонувам. Пред се имам многу важна мисија, односно идеја со ова што го работам, а тоа е да ја промовирам традиционалната музика на еден начин, односно да покажам и докажам дека традиционалната музика може да биде секогаш рамо до рамо со другите алтернативни правци на музика на кои што ние се восхитуваме нели во секојдневието и дека и тоа како е модерна и тоа како е ин, затоа што јас себе на мои 30 години ова го правам и со тоа и ова го правам и го ширам по светот, не само во Македонија. Тоа значи дека дури луѓето во надвор од Македонија преку границите го препознаваат како нешто различно и автентично и екзотично на крајот на денот. Така да навистина е голем благослов да можам да живеам и да работам од тоа што ми е една од најголемите љубови во животот. Така, и она кое што е всушност, како велиме, и музички амбасадор, заради тоа што традиционалната музика или музиката како музика не познава граници и затоа и многу странци или странски туристи кои што веројатно во одреден период и ќе се најдат како во нашата земја, така можеби на дел од твоите настапи, иако не го разбираат јазикот или можеби не доволно познаваат традицијата, сака да запознаат, па уживаат токму и во традиционалната музика. Она кое што рековме ќе го споменеме, а се случуваше на крајот на февруари, беше преполниот твој концерт кој што го имаше во Public Room, така? World Wide Saturday или така беше насловен? Не, World Music Saturday. World Music Saturday. И она кој што ти го споделуваш на социјалните мрежи, каде што те пратат многумини, оние кои што нели сакаат да те слушаат, е дека навистина си и ти импресионирана од публиката, поточно од посетеноста и веројатно достигнување на оно кое што ти го очекуваше.
Да, значи на крајот на февруари имавме еден концерт кој што се случи во Павлик Рум, кој беше распродаден. Попуштивме уште малку карти и тие се распродадоа и веќе кажав не, заради тоа што сакав тие кои што си купиле карта да си ги уживаат, да не се туркаат и да им биде пријатно да можат да играат и така. Тоа што мене искрено многу ме радува е тоа што јас како независен артист верувајте, единствениот начин еден независен артист во Македонија особено да преживее е тоа да ги продава своите концерти, затоа што тој инкам, односно тие финансиски средства кои добиваме, прават да можеме да се одржиме. Сега, покрај тој дел финансиски, оно што за мене е многу побитно, е тоа дека кога ќе ми дојдат луѓето на концерт, еве последниот концерт беше таков и беше навистина прекрасен и восхитувачки, а тоа е дека на овој концерт беше многу интересно затоа што е интимна атмосферата, имаше малку луѓе, односно некаде околу 300 и нешто. Сите луѓе пееа и сите луѓе играа. И тоа што е мојата порака, тоа што сакам да го направам во својот живот, е тоа е македонецот кога ќе дојде на мојот концерт да пее албанска песна, односно албанецот кога ќе дојде да пее македонска песна, и тоа се случува. Значи сега, например, во овој концерт имаше турци од Караденис и од Црно море, и тие луѓе пееа на македонски на крајот, затоа што јас обично кога правам концерти гледам да се интерактивни, затоа што пред се мене ми е тоа убаво. Многу ми е убаво кога ги слушам како пеат во хор и кога ги знаат сите песни и така натаму, и тоа се случи во овој концерт и сум многу горда и радосна на тоа. Се надевам во некоја следна прилика сите оние кои што сакаа да си купат билета не успеа и немаше можност. Се надевам дека многу наскоро ќе имаме прилика кај што така во поголем број ќе се дружиме. Имаме и такви планови за оваа година. Одлично. Така што многу се радувам. Да, и јас се радувам и верувам дека тоа е чекор и чекор напред или секој момент или секој следен период еден нов чекор кон она кое што се разбира твоја желба во однос на нели твојата музичка кариера, и ако зборуваме за нешто кое што е следно и се очекува и го имаш најавено при тоа, е твојот настап на Балкан Трафик Фестивал, така? Да. Тоа ќе се случува негдека на крајот на април, поточно следниот месец, и ете добра можност и прилика и тоа да го најавиме со оглед на тоа што е прилично брзо, како видиме еден месец ќе летне. Да. Балкан Трафик... на Трафик... кои што ги имаш, па така што брзо поминува времето, да, и така. подготовките. Балкан Трафик Фестивал е една многу голема работа за Зарина, затоа што тоа е еден фестивал кој е еден од најголемите во Европа за world music, односно за светска традиционална музика, и еве некако мене ме препознале во сите тие луѓе во светот, односно во Европа. И многу се радувам, ќе одиме со целиот ансамбл. Тоа е прилика фестивал на кој што влегуваат помеѓу 5 и 6 илјади луѓе. Оваа година во програмата сме ние Барселона Джипси оркестра Ману Чао, мислам дека ние пееме пред Ману Чао. Тоа се случи во Веспрем минатата година, свирев јас па Ману Чао, и беше многу интересна прилика, пошто странска публика, 2-3 илјади луѓе и сите пееа на крај дел од моите песни. Сега очекувам истото да се случи на Балкан Трафик, со одглед на тоа дека Балкан Трафик го најавува ова многу од поодамна и мојот албум врти нели низ тие кругови, и се надевам дека ќе си поминеме многу добро и дека добро ќе ја представиме пред се Македонија. И за мене е многу голем комплимент да бидам дел од тој мислам од тој фестивал. Следниот ден, односно 2 дена после тоа, на 29-ти, свириме на Европскиот самит на премиери на Европската унија, така да ќе имаме можности таму да ја презентираме Македонија во ова светло кое што јас умеам да го правам. И тоа е исто еден голем настан кој е многу битен. Така да, еве, тие 3 дена ќе ги посветиме во духот на традиционалната музика надвор од Македонија. Баш ме е мило што еве овие новитети имавме можност да ги споделиме со нашите гледачи утринска на Тилма. Добро е што и од надвор нашите клиенти ги препознаваат квалитетите, уште подобро и кога во рамките на нашата земја уште подобро ги препознаваме квалитетите, на кои што треба да им се даде можности поддршка, за да можеме пред се тука да се изразат онака како што треба, да можем ние, нашиот народ, да ужива, се разбира, во сето тоа, а понатаму да го презентираме тој надвор од нашата земја. И она кое што во текот на нашиот денешен разговор го погледнавме како инсерт и твојот настап, поточно твоето убаво пеење и сплотување со природата, па и со планината, високите планински врвови, за тоа зборувавме
сме и кога ни беше пред известно време на гостување тука, а јас би го заокружила ова наше гостување токму со тоа дали се уште имаш време и практикуваш, како што и велиш, да едноставно ја споиш и музиката со природата, бидејќи тоа е една целина. Секоја од нив си ја дава својата енергија. Да бидам искрена, во последно време како се зголеми обврските, бидејќи се што се случува во врска со Зарина, морам да го работам сама се уште. Тоа е 24 часа на ден работа. Немам толку многу време да одам во планина, меѓутоа јас се чувствувам дека сум едно со природата. И јас не само со природата, инспирацијата која ја влечам за да добивам сила да ги работам сите тие работи за Зарина, ја влечам од луѓето, ја влечам од секој ден кој го запознавам, од пријателите, од повозрасни луѓе кои што традиционалната музика им е нешто што го изживеале. Така што горивото постојано си го наоѓам во различни, меѓутоа сепак во природата, во луѓето, во живата материја. Така. Баш ме е мило, Зарина, ти посакувам успех во сето на кое што го работиш, бидејќи ти си една од единствена кај нас која што ете на тој начин и тоа го презентира, го пее или ја промовира и ја изразува својата љубов кон традиционалната музика, а сето тоа како промоција и за нашата македонска традиција и верувам дека во следна прилика се гледаме повторно со она кое што те чека во 2024 година, веројатно тоа се многу нови нешта и многу успеси. Така е. Благодарам многу. Ненад и Тина се веќе подготвени. Гледавме со Зарина претходно како готвевте. Исто гледаме дека не можете да се изназборите. И еве да видиме што сте направиле. Да го чекаме да почнеме да си го јадеме ова што го изготвиме. Аве каниме со ова што е на слика во моментов, односно нели во живо. Она што го зготвивме со Тина да го пробаме сите заедно. Бомбици првите гледате ги правевме малце Колку не зграпни, ама вкусни. Поголеми, за демек побрзо, а потоа рековме тај имаме време и ги смотавме, ги изролавме во различни величини. Така е. Вртевме. Ги свртевте сепак и круг. Вртевме и излезе ова вртеново, а и исто така ова брзиов оброк. Значи ова вака ви изгледа, оде во комплет со ова. Така е. И секако сите ќе бидат задоволни, бидејќи, како да кажем, ова е една интересна закуска, особено додека гледате и сами филм, некоја серија. Па да ја закуснеме. Да ја закуснеме. Вие благодариме. Овде завршуваме и тоа пробивме повторно денеска, но што е тука е се за нашите гледачи да се докажеме и да речеме. Со семки, за тоа пробиваме. Така.